Јована, најпрвен да ти посакам добре дојде за прв пат во Хајп Македонија. Многу ми е драго што имаме артист како тебе баш во овој празничен дух, великденски. Сакам најпрвен да ти ги честитам великденските празници и најпрвен да те прашам како си. Добар ден на сите, ви благодарам за поканата. Навистина ми е чест што за прв пат сум во Хајп Македонија. Јас сакам да им ги честитам великденските празници на вашите гледачи. Ви благодарам на прашањето, супер сум вие. Супер сме и ние во твое друштво, во овој прекрасен, во атмосферата на овој прекрасен еден од најголемите христијански празници. Имаме интересна тема за разговор, баш во духот на Великден. Твојата песна Денот Господов, која што излезе и во овој тајминг на баш на овој најголем празник. Сакам да те прашам зошто токму ја објавуваш на Великден и колку беше важно за тебе да се објави во овој период оваа преубава песна. Така, некои работи не се случуваат планирано, нели? Тоа беше спонтано да излезе за Великден, додека продуцентот го пишувал текстот, на крајот му се вклопило и Христос воскресна, како што може да чујат гледачите. Не знам, овие песни се едноставно за мене посебни и мислам дека тоа ми е од Господ дадено за да представувам на публиката таква музика. Во песната се чувствува исклучителна емоција. Дали имаше момент кога за време на снимањето едноставно мораше да застанеш? Ете како изгледат снимањето на такви песни во таков дух, емотивно, значи сепак се едни од малку потешките песни за изведување, па сакав да те прашам како изгледа тој момент на изведување? Па секоја песна си носи различна емоција, посебно оваа песна ја почувствував длабоко, бидејќи некако секоја сцена прикажана, мислам секој стих во мојата глава има некоја си сцена и сметам дека навистина се тешки овие песни, првин за за да ги сватиш, за да ги осетиш, а потоа и да можеш да ја пренесеш задачата. Мојата задача е да ги пренесам текстот на луѓето како што јас го чувствувам. Каква реакција очекуваш од публиката? Дали може би духовна, емотивна или може би изненадувачка поради различниот пристап на песната? Очекувам позитивен пристап од гледачите, бидејќи сметам дека ја сакаат оваа музика од мене и мислам дека најмногу им се допаѓа оваа музика кога јас ја изведувам. Јована, во време кога комерцијалната музика доминира, ти избираш духовна тема. Дали тоа го гледаш како храбар чекор за релативно млад изведувач како што си ти? Па, не знам дали како храбар чекор, туку тоа мислам дека ми е, како што кажав и пред малку, ми е дадено од Господ јас да пеам оваа музика и дарот ми е од Господ и сметам дека јас сум избраникот од него за да пеам и да ја представувам и да ја ширам христијанството, да го кажувам, да го преточувам во песна и да гледачите и слушателите, може би некој осети нешто и тргне по тој пат, кој што денес сметам дека многу луѓе се избегани од тој пат. Видеозаписот се снимал во тешки услови, како што можев да прочитам. Дали тие околности на некој начин ја продлабочија приказната, или можеш да ни откриеш некој од тие услови низ кои што си поминала ти и твојот тим? Така, беа тешки, дуваше многу ветер, беше многу ладно и после тоа се заврши на инфузија, но вредеше и сметам дека се што е со љубов се издржува и се пребродува. Дали Денот Господов е само почеток на еден, не можам да кажам почеток, затоа што ти зад себе веќе имаш повеќе песни кои што се во тој емотивен дух, музички правец кој што малкумина го практикуваат. Дали е ова тоа што сакаш понатаму да го развиваш? Се разбира, да, сметам дека ова е мој правец и сметам дека сум на правиот пат, бидејќи оваа музика посебно ја чувствувам додека ја пеам
и се надевам дека Господ ќе ми даде сила и на мене и на мојот продуцент што повеќе песни да представуваме во овој стил. Морам да потенцирам дека имаш само 19 години, а веќе имаш голем успех за себе и ретко кој од младите изведувачи се одлучува да оди низ овој музички правец. Имаш јасен идентитет на ова поле. Кога свати, ми кажа дека е дар од Бога, меѓутоа кога ти свати дека е овој пат тој кој што сакаш да го чекориш и да го минуваш? И дали некојаш можеби си се почувствувала дека во моменти треба да се откажеш или да помислиш дали таму да идеш или да се развиваш во друг музички правец? Па, со народната музика сум задоена уште од мали нозе и сметам дека таа ми е во крвта уште од секогаш. Пеев и соло пеење еден период од мојот живот, но сметам дека овој правец што го одбрав воопшто не е погрешен и да, имало моменти кога е тешко и кога сметаш дека нема веќе понатаму и дека ова е крај, но со Божјата помош и он ми го осветлува патот и ми го кажува каде стварно треба да одам. И сметам дека ова е правилниот пат и дека нема да сгрешам ако продолжам понатаму. Претпоставувам дека си голем верник во Бога, што е многу убаво од твоја страна и тоа се гледа преку твоите песни, преку твојата музика. Што ќе им препорачаш вака на младите кои што понекогаш сакаат да се откажат или кои што не веруваат доволно во Бога и во нивните цели? Така, секој од нас има моменти каде што сака и има чувство дека треба да се откаже, но на тоа што треба и сметам дека секој од нас доколку во себе го бараме Бога, Господ ќе ни го осветли патот, така да треба да верувате, да чекате и се ќе се оствари. Дали имаш ти некој момент во твојот живот каде што си била сигурна и ти се случило некој чудо кое што си рекла да, ова е Господова работа? Па, секој ден е Божјо чудо според мене и секој ден се случува нешто ново. Конкретно немам некое такво искуство, но сметам дека секој ден е чудо од Бога. И се што се дешава со причина. Морам да направам паралела каде што ти имаш песни каде што ја пеуваат и татковината. И од тука имаш некоја љубов спрема татковината. Кажи ми, од каде инспирација за тие песни? Па тие се песни од старите наши изведувачи како Васка Илиева, Вања Лазарова и тие песни се во склоп на проектот Македониум. И со тоа сакавме да ја разбудиме малку македонската музика, но да ја дадеме и нов печат, бидејќи нашата македонска стара музика е веќе на прагот на изумирањето и сметам дека младите недоволно ја ценат. И сакав јас и продуцентот сакавме да дадеме некој нов, помодерен печат, но да ја задржиме целта за тоа. Дали чувствуваш одговорност кога ги препеваш тие песни? Секако да, тие се препени од нашите легенди, сакам како да кажам, и секако дека е одговорност голема за да препееш некои такви песни и чувство и треба да приказната да ја доловиш и емоцијата и тешко е да. Како реагира твојата генерација на песните што носат порака за вера, за Бог и за татковината? Со оглед на тоа дека јас учев во музичкото училиште тука во Скопје во Луи, во насоката за традиционална музика и игра, немав некои чудни коментари бидејќи сите мои соученици се беа дел исто од тоа и ме поддржуваат, се гордеат со мене. Така да. Дали некоја си почувствувала притисок да се вклопиш во модерните трендови наместо да останеш своја? Не, јас слушам секаков тип на музика, но тоа што јас го чувствувам како нешто што можам да го пренесам на публиката како емоција, тоа го изведувам. Немам некоја граница дека тоа слушам, тоа не слушам или да се вклопам, не. Се слушам, но да. Но сигурна си во тоа што го изведуваш. Што е потешко, да се биде млад изведувач или да се биде различен? Да се биде различен. Мислам дека во ова сурово време е малку потешко да се биде различен.
Кој е твојот најголем предизвик во моментот? Дали може би публиката која што те слуша и музичката индустрија или ти самата на себе? Мислам дека самиот на себе секогаш можеш да бидеш најголем предизвик, бидејќи секогаш во некој момент се допираш па дали е добро, дали не е добро. Мислам дека самиот на себе си најголем предизвик. Дали сметаш дека музиката може да ја врати верата и надежта кај луѓето, која што ете во денешно време, можам слободно да кажам дека до некаде е изгубена? Да, апсолутно да. Доколку се слушаат прави песни сега, не знам кому како е, нели, на мило на душата, се зависи од човекот, но сметам дека да. Каде ја гледаш и ова за 5 години? На духовната сцена, големи концерти или може би ете надвор од Македонија? Планирам големи концерти, се надевам дека тоа во блиска иднина ќе се оствари. Имаме после, сега ни излезе нели Денот Господов, планираме уште една песна да извадиме и после тоа планираме тука низ Македонија да направиме концерти, па се надевам дека понатаму и ќе одиме подалеку низ светот. Да. Јована, многу ти благодарам што одвои време на овој свет празник да поразговараш со нас, ете да им дадеме еден добар разговор како великденски подарок на нашите гледачи. Ти посакувам уште едно срекни великденски празници и да си ја следиш својата мисла, својата цел и се гордееме со тебе како наш талент и изведувач, еден од ретките кај нас во Македонија. Ви благодарам на вас, ми беше пријатна дружбата и ги честитам уште еднаш великденските празници на нашите гледачи.